Кадарот, како и сегде во државата, е катастрофална состојбата, заради фактот што во наназад период многу малце има вработено на општи доктори, многу малку има упатено доктори на специализација, а старосната структура на докторите кои се моментално специјалисти во сите одделенија е над 50 години, барем 70% од тие се со повозрасни и во моментов имаме стварно тешкоти во обезбедување на 24 часовно згрижување на пациентите во поодделни одделенија со оглед да недостасуваат специјалисти. Вие знаете дека Каде е некритично? од Битолската болница идат специјалисти кои покриваат одредени термини за да може непречено да се одвиваат работите во соодветните одделенија. Инаку најкритично во моментов, како и сегде во државата, е во гинекологија, кај што располагаме со тројца специјалисти. Во ушно е исто критично, кај што е еден специјалист, само ушни. А на специјализација? На специјализација имаме, меѓутоа недоволно, за да успеат да ги покријат бројот на доктори кои фали. Моментално чекаме да согласности за специјализации, чим добијаме најбрзо што може, докторите млади ќе бидат упатени на специјализација. Нареден проблем е тоа што во градов, па и сегде во државата, бројот на млади доктори кои би ги ангажирали и би работеле во болницата е се помал и помал. Значи во моментов имаме 65 специјалисти, а треба да има 85 до 90. Значи како да се најде? Тебе нема многу кадар да го везите? Нема проблемо, не. Значи проблемо тешко е решлив и со продолжување на ваквата состојба во нашата држава ќе биде уште полош. Постои опасност од затворање на некои одделенија? Може да се случи, да. Одделение со еден доктор не може да функционира. Може да се случи. Бараме начини, притискаме за да може да добиеме вработување на помлади доктори, за да може да се упатат на специјализација. Значи, прво треба да ги вработиме, па да пратиме на специјализација. Во тек е таа процедура за вработување на нови доктори и се надеваме до септември да завршат и упатувањата на специјализација за да може да ја почнат годината да ја фатат новите специјализанти. Има моментално доктори на специјализација, меѓутоа бројката на тие што ќе дојде и оние што ќе заминат е во дискрепанца. Значи многу малку ќе дојдат доктори, а за 5-6 години наредни ќе заминат многу повеќе отколку што ние можеме да ги пратиме да завршат специјализација. И специјалист не се гради преку ноќ. Значи и после завршување на специјализацијата на секој специјалист му треба неколку години време за да стекне самодоверба во работењето.